Gospodine Zaev, je li Makedonija u svojevrsnom izvanrednom stanju? Prije nekoliko dana izjavili ste da je u zemlji izvršen državni prevrat. To je vrlo teška optužba. Господинот Иванов, кој што е председател на државата, одлучи под некои банални изговори, имагинарни причини, непостоечки, да не го даде мандатот. Зошто? Заради тоа што тој припаѓа на другата политичка партија, тие кои што се наши политички опоненти. Јас верувам дека тоа е времена ситуација, заради тоа што светот ни се смее во моментот. Ова демократијата не го познава. Ова е толку абсурдно и контрадикторно, дури не можете да го објасните. Давањето на мандатот може да значи и да не успееме ние да формираме влада. Но имаме право, кога имаме 67 мандати од вкупно 120, да добиеме шанса, обид, покушај да формираме влада. Jeste li izdali nacionalne interese prihvaćajući zahtjeve albanskih stranaka? За господинот Иванов е спорно тоа што пишува дека барат да се отвори дебата за државните символи, како грбот, знамето, химната, но дебата, сакат да разговарат, ниту барат одлуки, ниту укажуваат како чинители во ова наше заедничко општество во кое што живееме, сакат да го кажат и својот глас. И ако сме демократска земја, од дебата не треба да се плашиме. Или таму има една формулација, каде што се осудуваат војски од минатиот век, кои што убивале цивилно население. Нема ништо лошо од тоа. Некој алудира дека тоа биле српски војски, некој вика дека биле германски, некој италијански, некој бугарски војски за времето на фашизмот, вторите балкански војни или слично, но осудата дека војски убивале цивили апсолутно не е ништо страшно. Така да изговорот кој што го најде дека некој тоа и мисли лошо на Македонија е навистина без основ. Причината ја правда дека таа декларација била потпишана во Тирана. Декларацијата е создадена овде во Македонија, тоа е дел од нивните изборни програми, но се видува во Албанија за да можат сите политички партии од албанскиот блок да седнат на едно место. I na kraju, gospodine Zaev, kako će ovo sve završiti? Strahuje se od krvoprolića i sukoba. Naravno, čini mi se da ste zapravo vrlo blizu. Знаете како, тоа како страв постои. И сите се плашиме од таа работа. Но јас сум уверен дека нема да дојде до тоа. Ако требаше да дојде до тоа, ќе се случише многу порано. Но со многу трпение, со многу посветеност, внимателност, на зелена маса, преку преговори еве дојдовме до тука. Јас сум среќен и горд заради тоа што ние симнавме режим од власт со пенкало и со глас. И докажавме на целиот свет дека не мора животи да паѓат или крв да се лее за да падне режим. И еве сме на самиот крај. Јас верувам дека и така ќе продолжиме. Во моментот, мојот политички опонент, подржан од председателот на државата, алудира на поделби, на федерализација, на уништување на унитарниот карактер на државата. Ако јавно ги нападнете граѓаните кои што се повеќе од 20% во Македонија, тие ќе се бранат. И тогаш настануваат поделбите. Ако заедно ги сплотите луѓето, бидат единствени, тогаш државата е посилна. Нашиот концепт е едно општество за сите, нивниот концепт е Македонија на македонците. Не, Македонија на сите граѓани што живеат во Македонија. И од тука нашата улога сега е трпение, внимателност и предпазливост во се што правиме. Се протестира низ државата од страна на власта, а не знаеме зошто протестират, за да ја сочуват унитарноста на државата, велат. Но тоа значи дека треба да ги избегнеме сите конфликтни ситуации, да не влеземе во провокации или слично, за да може секако земјата низ институциите на системот, во согласно со уставот и законите, да ги воспостави независните демократски државни институции, кои што ќе и носат своите одлуки, онака како што е тоа опишано во нашето законодавство, во нашиот устав, кои што се поприлично европски, либерални и се демократски. Gospodine Zaev, hvala vam lijepa na ovom intervjuu za Hrvatsku radio televiziju.